Разговор со повод денеска во Макфакс, доктор и професор Аспасија Софијанова. Поводот за разговорот е Балканската школа за педиатри, што се одржа од 12 до 15 септември во хотелот Александар Палас. Добро дојдовте во Макфакс. Многу ми е драго што сум ваша гостинка денеска и со задоволство сум тука со вас. Вие во јавноста често се појавувате околу кога зборуваме за педиатарски проблеми и сте биле секогаш исцрпна во тие разговори за да објаснувате и многу диагнози и така. Сме навикнати да ве гледаме во таква улога. Овој пат би сакала и ќе се задржиме конкретно на овој настан кој се случи за прв пат кај нас, како што ни информиравте, Балканската школа за педиатри, која опфати во 3 дена. Значи имаше 500 посетители, интересот бил огромен. Организатор на истото е Сдруженијето на педиатри, чиј претседател сте исто така вие. А за оваа иницијатива, како се стигна да се организира сето ова и тековно да ни ги образложите, значи како помина и каков бенефит ќе добијат сите учесници и оние кои беа предавачи таму? Ви благодарам за можности за времето одвоено во однос на една извонредно клучна и многу важен настан кој што се случи, траеше 4 дена, морам да кажам. Тоа е првата Балканска школа за педиатри, која што имаше за цел да ги обедини сите бивши југословенски републики и претседателите на бившите сите југословенски републики да бидат дел од оваа организација со цел да можеме да направиме едукативен карактер, односно да настапиме во одредени области во педиатријата и да можеме да собереме особено матичните педиатри, сите оние кои што се на специализација, исто така да ги опфатиме и другите области кои што имаат индиректен контакт со детето, не само педиатрија, односно клиниката за детски болести која што стои за сето ова исто така како поддржувач, да речем, и во чиј што склоп беше научниот одбор кој ги ревидираше сите тие кои што беа поканети предавачи. Исто така морам да кажам дека и организацијскиот дел беше многу важен и беше под покровителство на самото Сдружение на педиатри и сите бивши југословенски републики, но морам да кажам дека имавме гости и од останатиот дел од Европа, односно австриците ни беа посебно чести задоволство да бидат во 2 сесии гости, меѓу кои беше Волтер Клепетко, кој исто така и учествуваше, односно даде воведна реч на самото отварање, бидејќи професорот Волтер Клепетко го познаваат како човекот кој го оперирал Ники Лауда и кој што ја направи првата кадаверична трансплантација на дете пред 4 години во соработка со клиниката за детски болести. Во тоа време јас бев актуелен директор во тоа време и можевме да направиме разговор на тема трансплантација и на дете кое што не припаѓа во моментот се уште во Европска унија, ама да му се даде можност за донор од Европска унија, пошто е компатибилен за да може да се трансплантираат белите дробови. И тоа беше еден извонредно момент со посебна сензитивност, бидејќи неговото обраќање заедно со екселенцијата, односно амбасадорката на Австрија во Република Македонија, направи една, да кажам, посебна ситуација која и во моментот додека ја говорам и тука не наежи сите. Тој се обрати дека е среќен бидејќи ве прв пат доаѓа во Македонија, е среќен бидејќи сепак сака да соработува со нас, доаѓа од една од најреномираните болници во Виена, е човек кој што прави трансплантација на органи, вклучувајќи ги белите дробови и срце, а ја направи пред 4 години првата трансплантација на дете, и тоа кадаверична, значи од донор, и истата ја преговаравме цело време за да може да се најде адекватен донор кој ќе го прифати белодробието на тоа дете заболено од цистична фиброза или една ретка болест. И он не знаеше на воведната реч дека ќе дојде и детето. Ние го обезбедивме, односно го најдовме и девојчето кое што... Штета што немаме тука некој инсерт од тоа. Тоа беше навистина многу еден така момент на допир кој што не може да го остави човек равнодушен. Ја почека на сцената после обраќањето дека е среќен бидејќи е тука и излезе девојчето Ангела, која му донесе една ружа и која пред сите нас со солзи во очите кажа дека благодарение на тој човек и луѓето кои се погрижи од овде го живее својот втор живот, а сепак трансплантација на бели дробови не е обична работа. Така да го подигнавме нивото на осознание, на можности кои што може и оваа држава да ги направи влегувајќи во просторите кон Европа и уште пред тоа време дека можеме да се носиме и со тие работи само ако имате добра волја, многу љубов кон децата и ако сакате да го направите тоа.
Во таа насока верувам дека и самата организација на оваа балканска школа, вие се обидувате со години да ги интегрирате сите тие сегменти од медицината кои се блиски до педиатријата, на секакви можни начини, дали се во прашање нели семинари, конференции, еве сега и школа. Тука им наведено неколку сегменти блиски до педиатријата, превентивна педиатрија со имунизација, кардиологија, пулмологија, со алергологија и така натаму. Кажете ми дали ова се одбра конкретно како теми за оваа школа и може би ќе следи некоја втора школа во која ќе бидат опфатени другите теми. Значи пред 2 години може би се приоритетни во педиатрите, така сте проценила. Така, значи пред 2 години имаше конгрес на педиатри во Словенија, во Лјубљана и се совршено исто имавме собеме сите председатели на издруженијата, пак ја кажем, од бившите југословенски републики, Јулија Мештровиќ од Хрватска, кој е председавач практично на сите на заедно, а е секретар во Европската академија на педиатри, предложи да почнеме да правиме вакви школи на ниво на сите нас као бивши југословенски републики. Меѓутоа, интересно беше што веројатно препозна некако партнер во мене и кажа, еве, дали може Софијанова тоа да го направи за да биде како прва балканска школа да направиме нешто. Идејата беше во Охрид. Или сите го знаат Охрид како бисер на Македонија, со тоа што ние предложи дали би се јас нафатила да направам ваква една школа прва балканска. И еве таа истата се оствари сега со тоа што ние одлучивме да биде Скопје како центар, сепак еве како главен град на државата и можност да организацијата некако ја склопиме полесно како за прва во Александар Палас, односно во Скопје. И после 2 години неговата задача која што беше дадена, ја направивме токму еве од 12 до 15, значи 3 дена, односно 3,5 дена, скоро 4 дена траеше. Самиот почеток на школата не почна веднаш со отварањето, имавме ние сесии пред тоа и вие ги набројавте неколку од сесиите, меѓутоа јас би сакала да нагласам дека ние отворивме практично школата со една многу интересна тема во која вклучивме еден интегрален дел од педиатријата за која забораваме, а тоа е етиката во педиатријата или постоење на малку подруг пристап, социјален, психолошки и да речем филозофски пристап кон негата на детето и постоењето на сурогат мајчинството, односно начинот на кој што се третираат тие. Тоа ми во очи, бидејќи кај нас да кажам дека има една еволуција во тој правец, судници се апелира да се вдомуваат дечиња. Најчесто се тие за жал со здравствени проблеми, че има сурогат мајки. Тоа е начинот на тоа како тоа ќе се прифати, каков е целиот процес, нели, и социјален и биолошки, каков е контактот. Значи, сте опфатиле една многу одговорија позитивно од филозофскиот факултет. И како ви беше впечатокот? Значи, тоа предизвика можеби едно од најголемите интереси, бидејќи филозофскиот факултет, исто голема благодарност до нив, се интегрира заедно со медицински факултет, бидејќи практично предавачите мора да бидат професори. Сите беа одбрани селективно, реков, на база на научниот одбор под капата на медицински факултет и Универзитетската клиника за детски болести. Со тоа што они кога го прифатија овој момент да бидат и дел од нашата организација, односно дел од нашите предавања, предизвика особено интерес бидејќи првпат ја отворивме таа тема. Знаете како, колешката Ана Фрицханд, колегата Дејан Донев од филозофски факултет, колегата Дејан Мицковиќ од правен факултет, исто така колешката Татјана Стојановска Иванова од еден социјален аспект и Бети Томевска. Значи, они пристапија кон еве постоењето на законска регулатива кај нас, која ја објасни колегата од правен факултет, потоа еден социјален пристап, еден малку поинаков психолошки пристап, укажуваат дека ние како лекари сами по себе не можеме да направиме многу нешта ако немаме еден интегрален пристап кон поготово новите трендови во медицината, тоа е токму ова сурогат мајчинство. Сме имали претходно нели посвојување на дечиња, пристапот кон нив. Треба да знаеме како да пристапуваме, не е тоа само едноставно ад хок или само кохортно, вака или онака, или како што велиме често пати, ајде ќе прочитаме на интернет како тоа треба да биде. Друго е кога ќе се консултираат стручните лица, кои веќе сепак малку повеќе се инволвирани. Каква е улогата на педијатарот конкретно еве во тој етички сегмент? Никогаш оваа тема не била отворена. Да. Точно ова првпат се отвори и исто така пак ќе кажам, значи беше воно до останатите со посебен акцент кон тоа. Мајчинство е во прашање, деликатно е само по себе. Значи не може како да се посочи известен совет кој е од етички карактер, а не од здравствен.
Дали смеат педиатрите тоа да го направат? Така е, се сложувам со тоа и јас исто така бидејќи работам на одел за интензивна нега и терапија каде што сум се соочувала со многу предизвици од на секаков начин, многу е важен тој момент да видите вие структурата на семејството која веќе се повеќе и повеќе треба да ја акцентираме бидејќи улогата на семејството и на мајката е многу важна во растот и развојот на детето. Каква е улогата на мајката, каква е улогата на таткото? И сега тука се соочуваме со одредени други предизвици кои ги дебатиравме и затоа можете да повикате на разговор луѓе кои што повеќе се навлезени во таа проблематика, но улогата на педијатарот е да го знае сето тоа сепак. Знаете, тоа се сепак одредени ситуации кои од правен аспект може да бидат многу интригантни, односно да бидат многу, да речам, посебни, интересни, но сепак интимни. И тоа не може туку така само да се прииде. Мора да се знаат тие аспекти и да се пристапи кон детето на еден не поинаков начин медицински, ние ги третираме и ги лекуваме сите подеднакво. Тоа е здравството за сите подеднакво е, независно на која категорија социјална припаѓате вие, но е многу важно да го знаете тој момент, бидејќи насмевката на педијатарот треба да биде кај сите деца иста. Со овие дечиња треба да знаеме исто така како да постапуваме, кој е нашиот однос, пристапот како лекари, бидејќи треба да ја знаеме и генетиката претходна. Многу е важно и тој и гледам дека не постои делот во кој што исто така опативме и генетската мапа која треба да има едно дете за да знаеме и во иднина како би постапувале. Имавме ние гостин од Камбера, од Австралија, кој токму на таа тема говореше последниот ден. Генетскиот пристап кон тоа, ако знаеме дека едно дете веќе има одредена генетска предиспозиција, како педијатарот ќе треба да разговара со него во однос на тоа што понатаму со тоа дете, знаејќи дека има одредени генетски предиспозиции кон одредена болест. Имавме многу интерактивни и интересни теми кои што практично ни укажаа дека не е само да се фати детето болно е, не е болно, дајте го лекот, завршена работата. Не. Имате многу по-различни начини на кои што ќе сега треба да размислуваме понатаму, затоа и ни остави простор за дилеми, кои што ќе ги дебатираме понатаму на следниот конгрес, кој веќе го најавивме мината година, и со кој што ќе се отвараат сите овие интерсекцијски и интерперсонални дебати, на кои ќе можеме, еве вака и кај вас, и можеби и на други места, да го развиеме свесноста на населението дека се менуваат некои нешта, дека се подобруваат некои нешта и дека приодот кон пациентот, односно во случајот детето, бебето или новороденчето е веќе различен од она што било претходно, а треба да се адаптираме, впрочем, тоа е интелигенција. Апсолутно, нели целата медицина за тој прием на пациентот воопшто во холистички приод, значи хомеопатски приод, не е само нели самата дијагноза, како што рековте, ќе ги дадеме лекарствата и толку особено кога зборуваме за деца кои се фрагилни сами по себе, јас верувам дека психолошкиот или социјалниот миг е многу важен и за развој на известни болести. Значи тоа е веројатно некоја тема која би била многу интересна и атрактивна да отворите фокусирано на тоа. Фокусирано, така. Но сега еве да продолжиме. Значи вие не застанувате тука, веќе наскоро ќе одите во Врњачка бања на конгресот за некој ден, така? Да, тоа ќе биде најверојатно после утре, бидејќи утре има дел од здруженијата на родители кои што исто така многу ги почитувам и беа дел исто така од организацијата и на база на нивните барања некогаш треба да го слушате гласот на народот, треба да го слушате гласот на фамилиите кои имаат стварно навистина потреба. Ние во секојдневието, знаете, сме преокупирани со лекување, со третмани, со пишување трудови, со многу разни научни и секакви други активности и третмани. Меѓутоа да не ја заборавиме маката на родителите. Да не заборавиме тие здруженија кои имаат одредени посебни ретки болести или одредени други кондиции кои бараат малку подруг слух. И тука беше исто така во контекст на тоа, разговаравме во делот за неврологија околу оние болни кои што имаат, да речеме, континуирана болест на која што им треба дополнителна терапија. Она што го видов јас во Хрватска пред некоја година, тоа беше тој домашен респиратор кој вчера ги доби детската клиника како донација. А тоа се домашни респиратори со кои децата кои имаат посебни потреби, а не треба да се врзуваат за болниците и да станат дел од една хоспитална, да речеме, хоспитално секојдневие кој не може да им го даде социјалниот момент, се врзана карика практично, еве успеваме да ги и тие адаптираме да во домашни услови имаат практично домашен респиратор кој ќе биде добро едуцирана таа фамилија и која ќе може своето дете во домашни услови да го одгледува и квалитетот на животот ќе биде сигурно многу подобрен на тој начин доколку им овозможиме еден друг
пристап, а тоа е се повеќе и повеќе да имаме надворешни пациенти кои само ќе поминуваат низ нас, а ќе можат и во домашни услови да спроведуваат дел од потребната терапија и нега за која сигурно дека болницата нема да им ја пруши. Така, ќе се надоврзам, го спомнавте интернетот, значи колку според вас посегнуваме на мигот да си ги диагностицираме собствените деца преку интернет, поточно, нели, ете, има неизвестни симптоми, тие ќе се изгуглаат и ќе се најде во кој правец тоа може некој да го одведе, кога секојдневно се организираат конференции, школи, и вие работите толку интензивно на таа интерактивност, на соработка на тие научни трудови, а сепак ние мислиме дека тоа можеме едноставно да го решиме со еден пребарувач и неколку симптоми. Што ќе им порачате на гледачите и на сите тие што тоа често го прават? Убав сегмент потегнавте сега. И тоа ќе го објаснам на два начини. Прво, на враќање на довербата на лекарите. Под број 1, ако вие немате доверба во лекарот, се ќе направите за да направите се најдобро за вашето дете, па интернетот ви е втората опција, ако немате сигурност дека сте го добиле правиот одговор. Значи пред се тука да не дискутираме, тоа е довербата на лекарот. Значи довербата што треба да имате во медицинскиот персонал, бидејќи во случајот ние ги вклучивме сестрите и беше прва конференција на која сестрите присуствуваа. На оваа школа има посебен дел сестрите и физиотерапевтите, бидејќи и тие се интегрален дел од нашата работа. Значи довербата и под број 2. Ќе го дадам примерот, а со тоа ќе кажам све и за гледачите. Јас имам кирка која живее во Лондон. Имала некоја главоболка. Прво што е направила, пројавила на Google, пошто она економист таму и работи. Прво што е направила, пошто нормално таму не може во секој време да се јавувате на телефони, не може во секој време да ги користите интернет и Facebook, ама можете, ако ништо друго, да си побарате на Google диагноза. И од една обична ситуација можете да направите дефинитивно ситуација во која што ако Google ви ги извади, а ќе ви ги извади од до, вие не се фиксирате за првата која што е, да речеме, главоболка која може да значи обична инфекција, вирус, било што и како и да е, него доаѓате на последната диагноза која ви остава печат, бидејќи Google ви ги вади сите, нели, од до. И вие можете да се фиксирате за последната диагноза и да помислите дека имате и дури и некоја страшна болест. Тоа е уште пострашно бидејќи психолошки многу негативно влијае на нашиот организам. А психолошкиот момент, да не ја заборавиме, психосоматиката е многу важен сегмент исто така во нашето однесување. Значи, ако моето дете стигнало да во таа палета на нејзината обична главоболка, помислите дека можда да не е тоа нешто, од кога ми се јави на телефон расчистивме се, тоа значи дека тоа секој што може да отвори интернет ќе може да дојде до секакви диагнози и да влезе во еден облик на болест која може дури и не сакајки, влегувајќи во таа болест да се предизвика. Тоа е тоа на која сакам да акцентирам. Враќање на довербата на лекарите, можноста да лекарот матичен ви биде на достап 24/7, ние немаме работно време. Тоа е факт. Правиот лекар нема работно време. Вие ќе бидете секогаш потребни на вашите пациенти кога имаат потреба од вас. И сигурно дека тоа акцентиравме и кај матичните, и кај фамилните, и кај општа медицина, и кај хирурзите, и кај сите. Значи не бара време кога детето се разболува. Тоа се разболува кога се разболува. И вие треба да бидете сепак достапни за тоа. Затоа велам, имајте доверба во лекарите, затоа се овие школи каде што можеме размената на искуствата и знаењата да не прави и нас подоверливи, да не прави и нас поспремни, да можеме, кога имаат потреба фамилиите да бараат потреба од нас, да го дадеме правиот одговор, да не морат секогаш да бараат само на Google, да се насочуваат кон онаа последна диагноза која некогаш може да биде многу негативна во однос на здравјето на нивното дете. Многу ви благодарам, Софијанова. Јас се надевам дека сите овие совети ќе ги земат предвид и родителите, значи гледачите и стручните кадри, бидејќи ова беше преубаво што го кажавте, меѓутоа дали така стојат нештата на терен? Веројатно ќе работиме малку на тоа. Знаете како, ние сега полека се отвараме и тоа добро што се отвараме. Јас сум многу среќна заради тоа. Препознавањето на симптомите сигурно дека не може да бира време, ама ние сме затоа тука да можеме да го дадеме правиот пат. Овој тип на сигурност што го добивме преку едукативниот карактер што го даде школата, преку сите овие врвни научни луѓе кои што дојдаа, вклучувајќи ги од Словенија, беше мојот учител Гросек, бидејќи јас интензивната нега ја научив од Словенија. Таму бе во клиничкиот центар Љубљана 97 година и мене ми беше драго што таа да речам сесија водеше мојот професор, од кого јас учев и мојот ментор. Бидејќи во тоа време кога се правеше интензивната нега и терапија, значи ние се уште бевме како специјална единица и се уште немавме доволно развиено ниту машини за вештачко дишење, ниту пак работата на тие машини ја знаевме адекватно. Мојот професор го потенцираше тоа дека е среќен
што сега доаѓајќи во Македонија, гледа дека рамо до рамо се носиме со Словени, со све, само треба малку повеќе свесноста да ја подигнеме,